Точно на време и на вистинско место почнува Фактор здравје со новото продолжение во кое што ве поздравувам и ви посакувам и денеска да бидете пред ТВ екраните. Она што денеска ви го нудиме повторно ќе биде темата со која што ќе бидеме актуелни и ќе бидеме на линија на нашето мото Мислете на себе, но претходно дозволете ми да ве запознам со првата доза на информации во рубриката Истражувањата докажаа. Во првата доза на информации ќе зборуваме за трансплантацијата на црниот дроб како опција на луѓето во терминална фаза или кога имаат трајно оштетување на овој, би рекол, еден од 5 витални органи во човековото тело. Кај пациентите кои што се со тешки заболувања на црниот дроб, тоест во крајна или терминална фаза, трансплантацијата е единствена опција. Постои трансплантација од жив дарител и кадаверична. Станува збор за црн дроб добиен од лице кое починало од мозочна смрт. Успешната трансплантација или пресадување на црн дроб овозможува нов и квалитетен начин на живот. Истражувањата докажаа дека по пресадувањето организмот на лицата настојува да го отфрли црниот дроб, зашто го препознава како страно тело. За таа цел, оние лица или пациенти кои што имаат пресадено црн дроб, доживотно треба да земаат имуносупресивни лекови, тоест лекови против отфрлање на пресадениот црн дроб и на тој начин да имаат квалитетно ниво на живот. Споменав дека и денеска во однос на темата ќе бидеме актуелни со случувањата кои што се не само на глобално ниво, туку особено актуелни во Република Македонија. Станува збор за појавата на морбили или мали сипаници, појава која што алармираше или ги алармираше здравствените власти во Република Македонија да прогласат епидемија во некои региони заради појавноста на овој тип на инфекција. Во однос на тоа што представуваат морбилите, како се откриваат и особено што како превенција треба да се направи, денеска во Фактор здравје ќе дознаете преку разговорот со доктор Владимир Миќиќ, кој што доаѓа од Институтот за јавно здравје на Република Македонија. Докторе, добар ден, среќни празници и пред се успешна нова година. Како сте? Добар ден, благодарам на честитките, истото ви го посакувам и вас и добро сум, фала. Да, благодарам за возвратните честитки. Предлагам да ги видиме блокот реклами, а потоа да ја почнеме темата и разговорот со доктор Миќиќ, тема во која што и вие сте добродојдени да партиципирате со ваши прашања и мислења во продолжение. Уште еднаш ве поздравувам и ви посакувам добре дојде во Фактор здравје со денешната тема морбили, тема која што и вие сте добродојдени да ја коментирате и да поставите прашање на 6091-924, односно 6091-925. Ваш и мој гостин овде во студиото е доктор Владимир Миќиќ од Институтот за јавно здравје на Република Македонија. Докторе, би сакал на почеток пред се да објасниме што се морбилите, какво инфективно заболување и како се пренесува. Значи, морбилите или малите сипаници, како што се познати во народот, се вирусно заболување, кое што многу лесно се пренесува. Односно се пренесува по воздушен пат и едно од најзаразните или најконтагиозните заболувања, бидејќи во 90% од случаите, доколку сте во просторија со лице кои што боледува од мали сипаници, и вие ќе се разболите. Значи, стапката на заболување повеќе од 90%. Како што кажав, е предизвикано од вирусот на морбили. Обично по контактот првите симптоми се јавуваат во рок од 12 дена, може да биде од 7 до 14 дена, тој така наречен инкубационен период, и потоа почнуваат првите симптоми, кои што се не толку типични, значи зголемена, многу висока температура, црвени, закрвавени очи, насолзени, течење од носот, општа малаксала, значи една општа слика на инфекција, дори по 3 до 4 дена се појавува некарактеристичен исип за мали сипаници. Кажавте како се пренесуваат сипаниците, оние малите или морбилите, дали тоа значи дека заразноста нивна е во тој инкубационен период или веќе кога ќе се појават? Многу добро прашање. Значи, она што ги прави малите сипаници тешки за контрола е тоа што заразноста се јавува дури до 4 дена пред да се појават значи некарактеристичен исип или симптоми, така што лицето може да не знае дека боледува од мали сипаници, а да ги пренесува. И она што е исто важно, не само што
многу се заразни, значи не е потребен ниту директен контакт да се има со лицето. Доволно е да влезете во просторија каде што претходно било заболено лице, кој што заминало и до 2 часа претходно, пак имате веројатност да се заболите од мали сипаници, доколку немате имунитет. Бидејќи вие сте најреферентната институција во Република Македонија која што припаѓа на јавното здравство и пред се превенцијата, регистрирани се околу 54 или 6 Значи, најновите податоци кои што располагате. Така. Доминатата недела беа над 40, за оваа недела очекуваме, значи според она што досега е пријавено, некаде оваа бројка да се зголеми над 50 заболени лица од мали сипаници на територија на градот Скопје. Да. И она што е важно да се земе во предвид, пред 2 седмици речиси, точно 2 јануари чинам дека беше прогласена епидемија. Што тоа значи? Зошто се прогласува и во кој случај тоа се прави? Значи, дефиницијата за прогласување на епидемија во принцип значи невообичаено зголемување на број на случаи од одредено заразно заболување во простор и во време. Значи, кога имаме поврзани случаи на мали сипаници, како што тоа беше во случајот со Радишани, каде што имавме 6 случаи во ист период, и потоа после 2 седмици имавме во повеќе општини од Скопје дополнителни случаи, тоа е доволен знак и аларм дека треба да се прогласи епидемија. Епидемијата само по себе значи не се прогласува за да се дигне паника, напротив, или да се исплашат луѓето. Или да се исплашат луѓето, туку напротив, за да може да се преземат соодветни мерки за да се спречи понатамошното ширење на ова заболување. Значи во светот многу често се пријавуваат епидемии и некој пат е доволно да имате 2 случаи одредено заразно заболување за да прогласите епидемија. Секако доколку не го очекувате тоа заболување, за прв пат се појавува и така натаму. Во Скопје во претходниот период имавме само поединечни случаи, никој не беше епидемиолошки поврзан. Во овој случај имавме епидемиолошки поврзани случаи. Тие се и лабораториски веќе докажани случаите кои што се нели на морбили или мали сипаници и во најголем број од случаите тоа се деца некаде од 8 месечна возраст до кај 4 годишна возраст. Исклучително помалку возрастните лица се афектирани. Зошто е тоа така и која е токму целната група на напад, би рекол и појавност на морбили? Значи, во однос на дистрибуцијата по возраст или кои лица се најосетливи, во минатото пред да се воведе вакцинацијата, значи малите сипаници се детско заболување. Најчесто до 7 годишна возраст, најголем дел, повеќе од 90% од лицата ќе ги прележат сипаниците или во раното детство. Со воведување на вакцинацијата, ова заболување речиси се искорени од Република Македонија. Значи имавме периоди каде што немавме регистрирано ниту еден случај или само спорадични 1 до 2 импортирани случаи. Во последно време, во неколку години, гледаме дека се намалува опфатот со задолжителната вакцинација и односно се акумулира една осетлива популација. И таа популација најчесто онаа детската на возраст од 1 до 5, 6 и 7 години. И во овој момент тие се и најизложени, значи тука имаме најголем број на осетливо население, затоа тие најмногу заболуваат, додека повозрастните лица или се вакцинирани, значи или оние што се доста повозрастни ја прележале болеста во тек на своето детство. Затоа најчесто заболуваат малите деца. И одговорот сигурно директен тука на ова прашање или дополнување е дека токму и тие одат во јавни установи, односно во градинки најголем број случаи и так. Токму затоа и таму заразата почна и прогласена беше епидемијата. Токму така. Значи, она што го кажавме во неколку претходни прилики, дека по анализата и она што го знаевме од претходно, меѓутоа анализата на терен потврди дека само на територија на Скопје, во однос на предшколските деца, имаме речиси 30% на возраст од 1 до 5 години кои не се вакцинирани. Значи кои што не примиле ниту една доза на МРП вакцина или тоа во бројке некаде над 11.000 деца. Тоа е голема бројка на лица кои што се осетливи и прави да имаме голем потенцијал за ширење на епидемијата. И затоа е и потребно рано да се превземат превентивни мерки за да не се прошири епидемијата. Впрочем, ова не се случува само кај нас. За жал, оваа година малите сипаници се актуелен проблем, токму поради овие последни, значи, трендови на намалување или одложување на вакцинацијата, гледаме дека и во соседството и во Европа имаме значително зголем број на мали сипаници. Само ќе спомнам, во Србија од 2017 до сега има преку 5700 случаи и за жал
15 смртни исходи од ова заболување. Тој најлошата или најможеби несаканата последица или компликација од морбилите како вирусно заболување, само уште една препорака во однос на препораките кои што и градинките како јавни установи ги добија, тоа е да не ги примаат токму дечињата кои што не се вакцинирани или оние кои што веќе се вакцинираа, речиси 20 на дена да седат дома, односно да бидат изолирани. Значи, идејата и зашто е потребно да не идат вакцинираните, односно невакцинираните деца, во градинки, токму заради тоа за да не се шири заболувањето понатаму. Вакцинирањето не штити само нас, односно само децата кои што се вакцинирани, туку ги штити и оние кои од оправдани причини не можеле да бидат вакцинирани. А тоа се лица кои што се со намален имунитет, дали поради болест, леукемија или ХИВ и други состојби кои што доведуваат до намалување на имунитетот, или пак поради одредена терапија, примање на стероиди, имуносупресивни лекови кои што не смеат да примат оваа вакцина и се подложни на заболување и особено на компликации. Кога сме веќе кај компликациите, само би сакал дека во народот често се мисли дека малите сепаници се лесно заболување. Малите сепаници воопшто не се лесно заболување. Значи, дури 1/3 од децата може да развијат компликации. Најчеста компликација е воспалување на увото, кој што може да доведе до оштетување на слухот, а во одредени случаи до глувост. Може да доведе до воспаление на белите дробови. 1 од 20 деца ќе добие воспаление на бели дробови, кој што кај мали деца може да предизвика дури и смртен исход. Диарејата исто така честа, значи која што кај малите деца може да доведе до губење на голем број на течности, до дехидрирање, што е исто така опасно по живот. Така. И во ретки случаи 1 на 1000 имаме и енцефалит. Затоа потребни се и вакви мерки, значи за да се спречи ова ширење и можноста за компликации. Да, или превенцијата, бидејќи токму тоа вакцината го обезбедува. Да го слушнеме првото јавување ова претпладне. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Добро дојдовте во Фактор здравје. Кој е вашето прашање? Вака сега, на оваа тема има многу прашања. Добро. Меѓутоа би се задржала на колективниот имунитет. Добро. Сакам докторот да ми објасни во врска, значи знаеме дека вакцините не обезбедуваат траен имунитет, туку временски имунитет. Дали е тој 5, 6, 7, 8, 10 години, не е ни толку битно. Значи, знаеме дека најлесно децата може да пребродат оваа година, оваа болест до некоја нивна 10-та година. Значи, децата со имунизација се заштитени до некои нивни, не знаме, 15, 16, 17 години, зависно од последниот пат кога е имунизирано детето. Добро. Значи, болеста може да ја добие баш кога не треба. Да не збориме за трудници, да не збориме дека повозрасни луѓе кога ќе добијат мали сипаници ги прележуваат многу тешко, за разлика од децата. Второ што исто во врска со имунизацијата би сакала да напоменаме дека при прележување на болеста се стекнува траен имунитет, кој што потоа мајката тие антитела ги пренесува на своето дете и тоа дете е заштитено до неговата прва година и не случајно вакцината од морбили до сега беше од 13-тиот месец. А сега гледаме дека таа граница сака да поместат и понатака. Добро. Трет сегмент кој што би сакала да го истакнам е дека доколку мајката е вакцинирана од овие сипаници, таа ќе има имунитет до одредена возраст. Кога е бремена и при пораѓајот, таа веќе нема антитела која би му ги пренела на бебето и автоматски така се уништува колективниот имунитет. Значи, сакам чисто да се знае дека оваа теорија околу дека со вакцинацијата се прави колективен имунитет е многу погрешна. Добро, благодарам за вашите ставови и изнесените факти на 3 ниво или 3 сегменти.
Ке коментирате нешто или Апсолутно, да. Благодарам на гледачката за јавувањето. за да не поставам поединечно, значи беше нели дека не се ствара трајна имунизација или колективна заради преносот. Моментот го спомена за 13 месечна возраст од каде што треба нели да се вакцинира и промени таа граница, и последниот аспект се однесуваше во однос на време траењето. Време траењето, да, колку се Значи, имаат трајност овие постојат вакцини. доста митови за жал во јавноста во однос на начинот на кој што делува вакцината, долготрајноста на имунитетот и во однос на колективниот имунитет. Пред се, зошто се вакцинира? Значи, од кога почна да се вакцинира, тоа се факти, заболувањето речиси се искорени. Меѓутоа, видовме дека кога почна да се јавуваат овие антивакцинални кампањи, оваа болест повторно се јавува. Која е предноста на вакцинација? Прво се работи за безбедна вакцина, која што има одлична значи ефикасност и безбедност. Тоа е покажано, преку 500 милиони дози на МРП се дадени од воведувањето на вакцината. Во однос на траењето на имунитетот. Имунитетот не трае 5, 6, 7 години, трае многу повеќе. Значи, се сметаше дека трае доживотно, меѓутоа, значи, после 2 примени дози. Првата доза се дава на 13 месеци, втората доза се дава пред почнување во училиште. Повеќе од 95% до 99% од вакцинираните лица ќе развијат траен имунитет. Имавме случаи кога и вакцинирани лица, особено над 30 години, ќе развијат многу лесна клиничка слика. Повторно ќе кажам, многу лесна клиничка слика, за разлика од тоа заболувањето кое се прележи кај не вакцинирани лица кои што се на повозраст. Вториот мит е дека децата лесно го преболуваат ова заболување. За жал не е така. Значи, малите деца, децата под 1 година, се особено изложени на тешки компликации. Прележувањето на мали сипаници, и ако заврши без компликации, докажано е дека го зголемува ризикот за едно тешко заболување, значи на централниот нервен систем, кој што може да се јави од 7 до 10 години по прележувањето на малите сипаници, и повторно се изложени децата до 2 годишна возраст. Токму затоа вакцината е воведена на 13 годишна возраст. Во однос, значи, 13 месечна. Пардон, извинете, 13 месечна возраст. Значи, тоа се оние факти кои што науката ги докажала. Значи, вакцината придонесува кон стварање на колективен имунитет. Она што е многу важно... преносот што го спомена на антителата на мајката при раѓање? И тој се пренесува, значи докажано е дека вакцинираните мајки пренесуваат имунитет на своите деца, и тој имунитет не трае до 1 година, како што спомена гледачката, туку трае до 6 месеци. Поради тоа, во случај на епидемија, и Центарот за контрола и превенција на заразни болести во Америка, во Англија, препорачуваат да се спушти возраста, бидејќи веќе имаме 5 до 6 случаи на деца кои што се заболени под 1 годишна возраст и секако невакцинирани. Да, благодарам за... Она што сакам исто да го кажам е дека сите деца кои што се заболени во моментов и возрастни се невакцинирани. Да, уште еднаш благодарам за првото јавување и опсежното излагање. Останете со Фактор здравје. Ќе направиме пауза со вториот блок реклами, по кој што ќе ја продолжиме денешната тема морбили или мали сипаници. Ја продолжуваме денешната тема во Фактор здравје, морбили или мали сипаници, а тука користам прилика уште еднаш да ве поканам на 6091-925, односно 6091-924 да поставите прашање денес до доктор Владимир Миќиќ, кој што доаѓа од Институтот за јавно здравје на Република Македонија. И пред да ги вклучиме двете следни јавувања, само да потсетам дека Липодиет центарот од Скопје и натаму ви стои на располагање на 023151714, доколку сакате трајно и без ефект да го намалите вишокот телесна тежина, тимот на International Health ве очекува со бесплатни совети и консултации лично во просториите на улицата Димитрije Чуповски број 22 спроти поранешен Макдоналдс во центарот на Скопје. Да ги слушнеме сега оние две јавувања кои што ги имаме на линија. Добар ден. Ало. Ало, добар ден, во програма сте? Добар ден, поздрав. Добро дојдовте. До докторот. Благодарам на вашите информации со емисијава, сега се актуелни. Да. Кој е вашето прашање? Да му поставам едно прашање на докторот. Се работи за едно малецко детенце од 2,5 години, кој што прележа сега и се уште му се сопчињата од големата сипаница. Меѓутоа сега 3 дена е со висока температура од 41, сместено е во државна болница, горе во соба на неврологија, кај што докторите
се уште не е исипено, значи од малата сипаница, и токму тоа ми е прашањето. Сакаат и да му прават пункција на главчето, за да видат дали има нешто со главата. Тоа се први нивни од инфектологија. Моето прашање е, детето ги прележа, значи сега, големите сипаници, во градинка не оди. 3 дена веќе, 4ти ден е со висока температура, од 41 со на почетокот и грчеви, сега се смалени грчевите со терапијата во болница. Можно ли е да ги добие и тие и малите сипаници во исто време, едно по друго да ги прележува, или пак е резултат на прележената голема сипаница се овие симптоми кои што се явуваат со висока температура? Околу тоа би сакала да... А дали е вакцинирано детето? Не е 2,5 годинки. Добро, благодарам за вашиот... Не иде у градинка. Да. Значи, Тоа го кажавте веќе. Дома, да. Сакам да знам повеќе околу големата сипаница и симптомите што можат понатака тие да донесат. Да. Благодарам господјо за вашата доверба и внимание. Доктор Мичиќ, уште едно јавување и ќе одговорите на двете. Добар ден. Ало, добар ден. Дали ме слушате? Уште еднаш добар ден ви посакувам. Доколку не сте тука, јавете се подоцна. Кој е вашиот коментар? Има ли поврзаност пред се големата со малата сипаница? Значи, можно е, доколку детето нема имунитет, односно не е вакцинирано, да прележи едно по друго од овие две сипаници, бидејќи ова е период кога циркулираат и варичелата или овчите сипаници и малата сипаница. Меѓутоа, многу е неблагодарно вака, без да се види детето и целата историја да се зборува за случајот. Колегите од инфективната клиника сега ќе земат материјал и ќе се направи лабораториско испитување. Во вакви случаи секогаш се прави лабораториско испитување, за да се види дали се работи за почетна клиничка слика нели на мали сипаници или евентуално за нека задоцната компликација од овчите сипаници. Иако овчите сипаници генерално проаѓаат како полесно заболување, во одредени случаи може да предизвикаат и потешки клинички форми. Меѓутоа, сепак треба да ги почекаме лабораториските резултати и пункцијата што спомена. Пункција, па за да може да се коментира. И само краток коментар на она што рече господјата, не е вакцинирано детето. Прашањето ми е, ако на 13 месеци не се вакцинираат како што се препораките, дали задоцнетото вакцинирање, односно невакцинирање, доведува до неизбежни компликации, еве како во овој случај? Поголем ризик сигурно. Значи, предходно малци ја споменав, не случајно е ставена возраста на 13 месеци, бидејќи децата од таа возраст, па некаде до 3, 4, 5 години се изложени особено на компликации од мали сипаници. Токму затоа и се препорачува да се вакцинира на време на 13 месеци, со кој што се дава првичниот имунитет, и втората доза е на 6 години или пред тргнување на училиште, кога се разви имунитет кај оној мал процент кој што не одговориле на првата доза. И уште две јавувања повторно имаме на линија. Добар ден. Ало, дали сте на линија? Ало? Да, добар ден, господи, одлично ве слушаме. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Јас сакам да споделам прво едно моје искуство, и последно прашање на докторот. Да, ве слушаме. Зашто станува збор? Имам ќерка која што беше на 13 месеци вакцинирана од вакцината и сега дојде моментот на ревакцина. На самиот ден кога отидовме да се вакцинираат нашите деца во прво оделение, како што чекавме наред нели сите родителите со децава, јас отварајќи книжката таму пишува дека децава треба да се вакцинираат на 7 годишна возраст или во прво оделение. Добро. Сега со тоа што книжките се издадени многу порано, и нив пишува 7 годишна возраст, а во меѓувреме се смени возраста на децава кога треба да почнат во прво оделение. Моето дете тогаш имаше 5,5 години. И јас дојдов до момент кога и сама се прашував како треба да постапам. Кога влеговме кај докторот да ја прегледа пред да биде вакцинирана, го поставив истото прашање и докторот се согласи со мене дека моето дете не треба да биде вакцинирано, затоа што немаше ни 6 години, а во самата книжка не пишува како сега што кажува докторот 6 годишна возраст, него пишува на 7 годишна возраст. Добро. Или прво оделение. Добро. И јас тогаш не го вакцинирав моето дете, со нели поставајќи си задача следната година, која ќе биде 6,5 години, да одам да го вакцинирам. Да. И дали го направивте тоа? За другарчиња. Сега зашто стана збор? Следните 2 години
како по некој непишно правило, секој есен детево не ми беше баш како што треба, нели? Некои си мали настинки, не ми е вакцинирано. Сега има 12 години, што би ми кажал докторот. Верувам дека ќе каже да одам да го вакцинирам уште пред да почне да заврши зимскиот распуст. Да, благодарам за вашиот интерес, да оставиме простори на следното јавување. Добар ден. Добар ден. Кое е вашето прашање, господја? Вака, јас сакам да споделам едно искуство со лекарот и да го прашам исто така нешто. Мојата ќерка беше вакцинирана на година и пол од морбили. Меѓутоа, на 10 години, тогаш немаше ревакцина, таа е родена 71, значи негде 73 година. Тогаш немаше или имаше, не се сеќавам за ревакцини, меѓутоа сите редовно ги примаше и на 10 години детево морбилите ги прележа во катастрофално страшна и тешка форма. 6 дена беше со температура 40, кога стана од кревет 6 кила беше ослабнато, да ви кажам, во болница, мислам, не пратија, не отидовме, дома беше цело време, доаѓаа дома лекари, сите се чудеа, немаа видено таков осип на дете од морбили. Добре. Немаше дел на телото кај што не беше исфрлено, дали дланките, дали нозете од оздола, дали меѓу прстињата, рацете, страшно. Добро. Кое е вашето прашање сега? Опоравокот беше, мислам, не така тежок и ова, меѓутоа, јас се прашувам зошто ја прими вакцината, која што воопшто не да му ја намали, ми се чини дека му ја зголеми ова прележувањето клиничка на слика и прележувањето. Да, благодарам и за вашето споделување на искуството, обсежни излагања. Сакате само кратко на првата, господја, да? Во однос на првата, значи по законска регулатива и сега по епидемиолошки индикации, детето е подлежно на 2 дози на МРП вакцина до 14 годишна возраст. Идеално е да се дадат во оние временски периоди кои што се препишани, меѓутоа никогаш не е доцна да се примат двете дози. Вашето дете има примено една, треба да прими уште една доза на вакцина, може слободно да го вакцинирате во најблискиот вакцинален пункт каде што детето припаѓа. Тоа значи само кратка дигресија, докторе, дека сите оние кои што сега ја примиле првата доза и да имаат 5 или 6 години, до 14 годишна возраст треба да ја примат и втората доза. Вака, значи децата кои што се на возраст, значи до 5, односно до 6 годишна возраст, пред тргнување во училиште потребно да се прими една доза. Со тргнувањето во училиште со 6 годишна треба да се примат 2 дози. Значи децата постари од 6 години треба да имаат примено 2 дози. Ако не примиле ни една, треба да ја примат првата доза, а после еден месец да ја примат и втората доза за да добијат траен, нели да имаат потполен имунитет. Да. И во однос на прашањето, односно коментарот на втората господја, веќе рековме дека првата доза на вакцина дава имунитет кај речиси 90% од вакцинираните. Значи 10% нема да одговорат после првата доза. Веројатно вашето дете било во таа доза, во таа група. Она што треба да се спомене дека малите сипаници се тешко заболување. Луѓето кои што заради вакцините заборавиле какви тешки слики дават малите сипаници. Јас не бев вакциниран и исто, значи потполно исто прашајте ги моите родители, ќе видите дека мојата клиничка слика беше токму исто таква. Значи, вакцината делува после втората доза. Во еден мал број од случаи после 2 дози може да, значи тоа е исклучително ретко да не се развие имунитет. Меѓутоа вакцината допринесе ова заболување, речиси да не го гледаме долго време. Со зголемување на бројот на невакцинирани лица, за жал повторно не се зајавува ова заболување. И како заокружување или уште една поента која што сакам да нагласиме на ова гостување е фактот дека вакцината штити или доколку се појави заболувањето, клиничката слика е многу поблага во однос на компликациите кои што може да ги даде едно невакцинирано дете и споменавте дека глувост, енцефалитис, односно воспаление на мозокот, потоа дишните патишта или белите дробови се само дел од компликациите, дури и смртен исход кој што рековте во Србија веќе го има, за да не ги исплашиме и повторно превентивно да делуваме, час поскоро претпоставувам дека треба од една страна да се вакцинираат децата, а од друга како да се превенира ова заболување во смисла дали само миењето и личната хигиена се доволни. Значи, како што кажав, ова заболување се пренесува по воздушен пат. И многу лесно. И многу лесно. Значи, не постои заболување кој што полесно се пренесува. Не постои друг ефикасен начин за заштита од ова заболување освен вакцинирањето.
Значи, за да се добие имунитет има два начина. Или да се вакцинира детето или лицето, или да ја прележи болест. Прележувањето на болеста е асоцирана со ризиците кои што ги споменавте вие. Ризиците поврзани со вакцинацијата се минорни и најчесто се благи на местото на убодот или лесно покачување на температурата, меѓутоа во исклучително мал број на случаи. Споредено со заболувањето, кое што, значи, вакцинираните лица не може да ја шират болеста, а с тоа придонесуваат кон колективниот имунитет, додека природното прележување на болест, односно заболувањето, допринесува таа да се шири и да зафати оние групи кои што се изложени на поголем ризик и кои што може да дојде до тешки компликации. Да, и кажавте уште заболувањето се пренесува кога веќе е во инкубација болест, односно кога нема клиничка манифестација и токму тоа ја прави на некој начин недопирлива оваа инфекција или ова вирусно заболување. За крај на оваа емисија ќе вклучиме уште две јавувања, прашања од нашата најверна Фактор здравје публика. Добар ден, дали сте на линија? Ало, добар ден. Доколку не сте дали второто јавување? Да. Ало, тука сте. Ви слушам. Дали ме слушате? Да. Добро дојдовте. Ве прашам, докторот, сакам да го прашам за следното. Нема да се повторувам, меѓутоа конкретно прашање. Имам внука 23 месеци. Добро. На 11 месеци прими вакцина, на 13 месеци прими вакцина, значи за морбилите. На 16 месеци доби морбили. Добро. Со тешка клиничка слика. Имаше околу 3 дена температура 39-40, за четвртиот ден да се изфрли, 3-4 дена изфрлањето беше, после тоа помина, меѓутоа со тешка клиничка слика. Беше вознемирена, плачлива, нервозна. Поентата ми е следната. Дали е можно за 3 месеци од вакцинација да добие она морбили? Тоа е едното прашање. Второто прашање. Сега кажуваат дека на 18-19 месеци има ревакцинација. Дали ревакцинација тривалентна, јас не сум медицинско лице, тривалентна вакцина што е, дали е на 18 месеци или на 7 годишна возраст? Да, благодарам и за вашиот интерес и дали последното јавување е на линија. Добар ден. Дали сте на линија? Доколку не, ве поканувам утре да бидете во Фактор здравје. Чинам дека првиот дел од прашањето го одговоривте, но и ве уште еднаш. После првата доза, да, може да се јави, рековте. Значи, можно е да се јави, како што кажав, можно е и ова само уште еднаш потенцира дека луѓето кои што не го виделе заболувањето сметат дека е лесно заболување. Малите зебарници по дефолт не се лесно заболување, тешко заболување кој што постојано иде со високи температури, над 40 степени до 41 степен може да се качи температурата, целото тело се исфрла и тоа се оние симптоми кои што ги опиша господјата. Да. Значи, можно е во мал дел од случаевите да се развие заболувањето. За споредба, само ќе кажам, од сите досега регистрирани случаи во оваа епидемија, ниту едно лице не е вакцинирано. Колку ќе расте бројот на заболени, можно и некој од вакцинираните лица кој нешто не развило имунитет да се заболи. Затоа и потребно да имаме висок опфат, на 95%, за да не се шири заболувањето. Да. И она што го кажа господјата, некаде на 18 месечна возраст, ревакцинација. Не, значи, првата вакцина редовно се дава на 13 месечна возраст, а ревакцината или втората доза на оваа тривалентна МРП вакцина се дава на 6 години, односно со тргање во прво оделение на училиште. Порано беше училиштето на 7 години, затоа некои книжки се уште имаат таа, инаку е на 6 години. 6 години. Благодарам, доктор Митич, за вашето присуство, одвоеното време и довербата што ни ја дадовте да ги изнесете овие информации. Посакувам овој број на случаи на морбили да се намали и пред се превентивно да делува и оваа емисија кон подигнување на свесноста пред се. И јас се надевам на истото, ви благодарам за поканата. Поздрав до вашите колеги во вашата институција. Доктор Владимир Митич од Институтот за јавно здравје беше денешен гостин во Фактор здравје. За понатамошни информации ве поканувам да не следите на социјалните мрежи или повторно утре во живо овде на исто место. До тогаш пријатно и имајте убав ден.